بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسول ثم ما بعد. Zahvalnost ova svaka jedna prigoda, prilika mu pripadi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavato selam, mir i spasun neka bidat na našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Prošliot derz zastanavme do moment 16 večer, mesec Ramazan, втора година от хиджра. Ова вечер пред битката на Бедар. Вечер пред рашавачката битка, првата битка во Ислам. Или како Аллах нарекви, битка на Фуркан. Ова битка е наречена битка на Фуркан. Фуркан разделуваш на вистина од невистина. Прва битка која се одигра помеѓу Ислам и куфар, помеѓу муслимани и мушрикун Мекка. Битка во која војжа на сахаби беше Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Битка во која, ќе гледаме покасно, Аллах Джелешану пушти мелаик со нивни војжа Джибрил алейхи селам. Битка во која војжа на куфар беше директно, персонално шејтан. Во форма на Сурака ибн Малик, како кажавме. Нивни војжа беше Сурака ибн Малик директно. Дојде да помогне шејтан во ова битка. Пегамбер алейхи селам, ова вечер, една вечер пред ова битка да се одиграт, му нареди на сахаби сите да се одморат, да пред истираха, да се спремет да спиет ова вечер. Едино пегамбер алейхи селам не заспа ова вечер, цела вечер преше ибадет и дуа ке Аллах Джелешану. Една од хикметот, од мудроста на пегамбар алейхи селам ги натера на сахаби да спиет, велен мухадиси, ова беше за да добие тие храброст уште поголема, за да осетат рахат со нивниот сон, зашто тој што не се плаши спие, а џубена, страшливците не спијат. Војници. Пегамбар алейхи селам цела ова вечер беше директен контакт со Аллах Джелешану во дуа, во сеџде, во намаз. Сахаби пре истираха, се одмараја. Другиот ден Пегамбер алейхи селам во ова битка и прв пат во историјата на битките почна да прави сафој пред битка. Инна Аллаха юхиббу алладина юqatiluna фи сабилиллахи саффан кааннахум бунянун марсус. Аллах Джелешану ги сака луѓе што се бијат на Аллахов пат, што се е како бедени цврсти, во сафови наредени како бедени цврсти. Директна наредба на Аллах Джелешану за овај начин на војување. И пегамбер алейхи селам ги среди сафо. Се оддалечи и повторно ги крена раце во негов шатор, во негово место, ги крена високо раце да барат повторно да прави дуа ке Аллах Джелешану. Една од тие дуа беше: Аллах, ако изгубит оваа група на верници, немат поиќе кој да те обожаваат тебе во дуња. Один сам. Велите Абу Бекр радијаллаху ан беше позади пегамбер алейхи селам, секогаш кога ги кренеше раците, негов огарташ, негово џубе падвеше од на рамена на пегамбер алейхи селам и Абу Бекр повторно го ставаше на рамена на пегамбер алейхи селам. Остана еден мал момент, пегамбер алейхи селам во шатор и излезе, велите Абу Бекр го видов со насмевнато лице. И му рече: Бушра, радосна вест, ја Абу Бекр, радосна вест. Дојде кај Саф, ке сахаби поредени, спремни за таа одлучувачка битка. Спремни да го бранен на овај дин, со нивни тела и нивни животи. Пегамбер алейхи селам му рече: Бушра, оваа скупина денеска нема да изгуби, ќе изгуби оваа скупина од Курейши денеска ќе изгуби. Џибрил алейхи селам со 1000 мелеки дојде во ова битка. Џибрил алейхи селам персонално ги водеше на овие 1000 мелаи во ова битка. Кои дојдоа, некој од ними, ќе гледаме,
Директно, кажат сахаби, сакав да му е пречам на тој мушрик главата, негова глава летна од негово тело. Сами мушрикун од Мекка, сами ове куфар сведочат дека видее мелаик, дека ги гледае на мелаик како му ги сечет на нивните глави. Се зголеми уште повеќе моралот ке сахаби. Се крена на високо ниво моралот ке сахаби. Пегамбер алейхи селам зеде прашина во негови раци и се сврти кон сафови на Куреиш. И фрли со таа прашина, со таа земја во страна на Куреиш. Сите што го видве теа нешто велет, сите Куреиш ги стигна ова прашина, овој песок и му влезе во нивни усти, во нивни очи, во нивни носови. Сите ги наведнаа главите и почнаа да ги тријат нивни очи и нивни глави, а Аллах желешану објави курански ајат за ова: "Вама рамейте из рамейте, валакинна Аллаха рама." И ти не фарли кога фарли со таа песок, него Аллах желешану фарли и он не са во очите на сите куфар, до еден куфар. Ова битка, првото нешто што се запали ова битка, со што почна ова битка, беше Есвед ибн Абдул Есед ел-Хаземи, Махзуми. Овој куфар, овој мушрик, сакаше да го крени неговото его, да добие углед ке Куреиш и му рече: ја рече денеска сега, че одам и ќе пијам од овај хауд, од овај базен кој го направи сахаби, кој го направија сахаби со вода, и рече: ја ќе одам и ќе пијам од него. И тргна од сафови на куфар да одит и да пијат вода од базенот кој го чувае сахаби. Али само што поиде до кај него го стигна Хамза, ради Аллаху ан, Еседуллах ва Расул. Го стигна и му преше една негова рака. Тој со ползење пикна главата во тој базен и почна да пие, да го изврши теа што го вети, али Хамза го стигна и го уби на негово место. После ова излегува тројца од Куреиш: Утбе, Шейбе, Ибн Раби, овие двајца браќа, Утбе и Шейбе и Валид ибн Утбе, еден од овие негов син. Валид, Утбе и Шейбе ибн Рабија. Излегува овие тројца, ова беше адет во битка на Арапи, пред да се одиграт голема битка, да се прави еден двобој, да се загради атмосфера. Овие рекоа: бараме тројца во двобој. Излегува тројца од Медина, од Енсар. Кога дојдоа, кога се доближаа до нив, им рекоа: мененту, кој сте вие? Рекоа: ние сме од Медина, од Енсар. Рекоа: не ни требите вие, немаме ништо ние со вас. Сакаме од Куреиш, сакаме од нашите породици некој. Сакаме од нашите породици некој. Кога го слушна ова пегамбер алейхи селам, пегамбер алейхи селам рече: Убейде ибн Хариф, Хамза и Али, ради Аллаху анхум, нека излезат. Излегува сите овие тројца. Убейде ибн Харис преше двобој со Утбе, Хамза со Шейбе и Али со Валид ибн Утбе. Али и Хамза само неколку минути не издржаја нивни противници и паднаа. Убейде ибн Харис и тој и Утбе зададоа удари двајцата едни на други, паднаа двајцата ранати во земја. Ниеден не умре од ними. Дојдоа Хамза и Али ради Аллаху анхума и го довршие на Утбе ибн Рабија. И после овај двобој извикаа текбир. Верници, пегамбер алейхи селам со ними, се крена моралот иште поголем и почна таа битка. Почна таа битка која е број еден во ислам, која секој еден муслиман треба да ја позина добро. Оваа битка беше пресудна за ислам, за муслимани во ова време. Ова битка, каде Аллах желешану кажи дека Аллах ви даде победа на вас кога се сретнавте со таа група, иако бевте помалку бројни од ними. Аллах вели: во ова битка Аллах ви пушти 1000 мелеки еден по други мурдифин, еден по еден како идеја ке вас. Влева е храброст во ваши срца, а влева е страв во срца на куфар. Се плаше куфар. Во очи на куфар муслимани изгледаја како лавови. Иако бе 3 на 1, бројка беше 300 со 1000 куфар.
Пегамбер алейхи селам додека се биеше ова битка, тој беше во сред на битка, во средина ова битка. Ги храбреше на сахаби. Му кажуваше Ал-дженнету ардуха ас-самавати вал ард. Дженнет е голем колку небеса и земја иште поголем. Умейр ибни Химам, овај сахаб, рече бахин, овај збор на арапски, рече зошто те натера ја Умер да го речиш ова? Рече посаквам да бидам еден од становниците на дженнет. Па рече енте мин ахлил дженнет, ти си од становниците на дженнет. Имаше урми во негови раце и ги фарли, го фарли негова футрова мачи, влезе во непријателски редови и почна да убива се додека падна шехид во оваа битка. Кога почна да се прави пожестока битка, почна да падне многу куфар. Почна да има паника голема помеѓу куфар. Како кажавме, шејтан, кој беше во форма на Сурака ибн Малик, кога виде овај поглед, кога виде овај мандар, овај страх, кога го види на Џибрил алейхи селам како се спуштат од сема со мелаи, се сварти и почна да бега. Сурака. И тие му рекоа, ја Сурака, каде одиш? Нели вети дека ќе бидиш со нас, ќе не браниш? Видите Аллах Желешану за шејтан што кажа во оваа битка. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ. Кога ги виделе, види Аллах Желешану шејтан, тие две групи како се судрија една со друга, се врати по неговите стопалки назад. Се врати. И рече, وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ. И му рече шејтан на Курейш, јас се оддалечвам од вас. Се оддалечвам, немам ништо со вас. До тога му ветуваше победа. Inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Ја гледам она што вие не го гледате. Ја гледам она што вие не го гледате. И јас се плашам од Аллах. Inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Јас се плашам од Аллах. Аллах жестоко казнува. Шејтан вака ги остави на Курейш, јани во битка на Бедр. Додека се водеше битка, пренесет Абдурахман ибн Ауф од сахаби. Вели, дојде еден младич од моја десна страна, Муад, исму Муаз, се викаше Муад. Млад беше многу. Ме чукна по моја рамо и рече, каде е Ебу Џехел? Кој е тој Ебу Џехел, рече? Рече, зошто? Рече, слушнавме дека тој многу го грдел на пегамбер алейхи селам. Многу недобри работи кажувал за пегамбер алейхи селам. Само што заврши од моја лева страна, ме чукна уште еден младич. Муауид се викаше. Му рече, што? Рече, каде е Ебу Џехел? Истиото прашање што ми го постави ова, зошто? Рече, сакам да го убијам, зашто тој го псувал на пегамбер алейхи селам, го грдел на пегамбер алейхи селам. Во истиот момент, вели, во сред битка беше Ебу Џехел на негова халица. И му даваше кумует. Му зборуваше зборови на Курейш, што ќе ги охрабри да останат во битка, зашто почне да беге. И само кога му го покажа со мој прст, дека ова е Ебу Џехел. Овие два младичи, вели, се пуштија на него како соколи, како јастреби. Го пуна од кој ни почна да го удираат со нивни сейфови мачови. Мислејќи дека е мртов, го оставија и мисле дека го убијат, дојде ке пегамбер алейхи селам, му рекоа Расулуллах, јас го убив на Ебу Џехел, другиот јас го убив. Пегамбер алейхи селам рече да ги видам ваши мачови. Рече, виде на двата мачови, од двата младичи имаше крв, рече, двајцата го убивте. Али додека се водеше битка, Ебу Џехел не беше уште мртов, беше во земја, али не беше мртов. Ке него дојде Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху анху. Дојде ке него, му стави негова нога во негови гради. Ебу Џехел замисли гради на Абдулла ибн Масуд во негови нозе, во негови гради и му вели Ебу Џехел, чива е победата денеска? Рече, Ал-фетху лиллахи вал расули вал муъминин. Победата е од Аллах, од пегамберот и од верниците. А ти немаш победа. Ебу Џехел повторно му рече, о Рувайбид ал-Гhanam, о овчар еден, овчар на овци. Си се качил на една висока височина со твоите нозе. Си се качил на нешто големо високо со твоите нозе.
повторно уште во негова смртна постела, ова негово иззе што го имаше, Абдулла ибн Месуд му преше негова глава и ја донесе ке пегамбар алейхи селам. Кога го виде пегамбар алейхи селам, рече ла илаха иллаллах, умре денеска умре Фираун на овај уммет. Овој беше Фираун на овај уммет. На крај ова битка кога завршуваше, кога ги барае тела, не може да го познаат која тело на Ебу Џехил, што негова глава настарна. Пегамбар алейхи селам му рече, че барате на филан нога негова, кај коленото имат голема плага, рана. Рече, кога сме биле, тој бил со иста годишна возраст со пегамбар алейхи селам. Кога сме биле деца, сме се скарале во едно јадење, сме биле во еден икрам кај еден богат од Куреш, сме се скарале нешто и го фатил на пегамбар алейхи селам на Ебу Џехил и го мам на оце ми и цел живот му останала белег на нога и така го најда на Ебу Џехил. Во оваа битка Аллах Џелешану ги избра на сахаби за да бидат во оваа битка. Сите сахаби се избрани за да бидат во оваа битка. Зошто Аллах Џелешану во курански ајат вели дека Аллах Џелешану му опрости на тие сите што бе присутни во Бедр, што се бореше со пегамбар алейхи селам. Нека работе што сакат, Аллах му опрости. Мухадиси велат, не дека тој му да греши со сила и да му се опрости грев, него све што ќе направи, од гревови во негов живот ќе му биде опростено, само што бе во оваа битка. И Бухари и Муслим и сите мухадиси кога носат некој хадис, кога го пренесли некој од овие луѓе 313, 314 што биле во битка на Бедр, ова е велите еден од тие што бе во Бедр и го каже негово име. Да му се крени негов степен зашто во оваа пресудна битка. Не само за ова, него види во оваа битка многу од сахаби во двобој ги сретна нивни блиски. Од сахаби ги сретна во Куреш, како што беше Убейдете ибн Џаррах, го сретна негов татко ке Куреш во двобој и го уби. Се вели дека Абу Бекр радијаллаху ан негов син го сретна во битка и го уби. Омер радијаллаху анху го сретна негов дајче и го уби во оваа битка. Мусаб ибн Умейр го виде негов брат како еден од сахаби го имаше заробено. И му рече, држи го добро, чувај го, негова мајка е многу богата, има пари, ќе плати голем откуп за него. Му рече, о брате, јас сум твој брат. Рече, ти не си мој брат више. Ти не си мој брат. Аллах Џелешану поради овие гестови, што ги направи овие сахаби за овој ден, објави курански ајат за овие луѓе. Сите муфесири кажат дека за овие дојде لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كتب الله في قلوبهم الإيمان. الله вели не можеш да најдеш, нема еден народ што веле дека веруваме дека се верници, нема да најдеш народ што веле дека сме верници, а пријателот со тие што му се спротивстави на Аллах Џелешану. Кој веле дека веруваме во Аллах и во судниот ден, а с пријателот со тие што му се спротивстави на Аллах Џелешану, иако биде тие нивни татковци, како што беше Убејде, нивни синови, како што беше Абу Бекр негов син, нивни браќа, како што беше Мусаб ибн Умейр. Аллах Џелешану вели кетебе фи кулубихимул иман. Аллах врежа во нивните срца иман. Додека беше ова марака, Билал радијаллаху ан го виде на Умеја ибн Халеф, кој беше негов газда во Мекка, кој кажавме, кој го влечеше по улици на Мекка, кој му го даде на Сибјан на деца да го влече врзан со јаже по Мекка. И негов син Али, имаше син Али, ова е Умеја ибн Халеф, ги виде како Абдурахман ибн Ауф ги има заробен. Му рече, Абдурахман ибн Ауф, ослободи ги ними. Ла неджауту ил неджа, нема да бидам јас спасен, успешен ако тие се спасен. Абдурахман ибн Ауф му рече, што сакате правите, ги ослободи, ги имаше врзано со јаже, зашто уште беше битка, функционираше битка уште. Ги пушти, Билал радијаллаху ан го уби на Умеја ибн Халеф и на негов син и други сахаби се впуштија во одбрана на Билал. Заврши ова битка 70 мртви од куфар и 70 заробени. Пегамбар алейхи селам нареди сите овие 70 тела
на овие мушици да бидат фрлени во еден бунар кој немаше вода, кој беше сув, и се фрлија сите нивни тела во овај бунар. Во ова време во Мекка се чекаше Абер. Тие што остана е таму, како е Булехеб, Суфјан со негов караван кој уште доаѓаше во Мекка. И други кои останаа чекаја Хабер што ќе се случи. Дојде еден со вест, му кажа дека сите големци од Мекка се убиени. Утбе, Шейбе, Ебу Хаким, Ебу Джехлен, Ебу Хаким, Умей ибн Халев. Сите големци од Мекка се убиени. Не можеше Ебу Лехеб да поверви на ова нешто и не го веруваше. Се дојде моментот дека дојде Суфјан. Ебу Суфјан, кога дојде Ебу Суфјан, рече овај ќе ми донесе прав ахбар, прави вести, рече. Тој беше уште во пат, со караван. Дојде, седна до него и му кажа дека сите големци бе убиени и убиваe кого тие сакае. И гледавме како од небеса луѓе во бело слегуваа со мачови и со копија и не убиваа на нас. Имаше еден изметчија близу до Ебу Лехеб, кој беше изметчија на Аббас, аџо на пегамбер алейхиссалам, кој имаше примано ислам, реше тие се валлахи мелаик од Аллах џелешану. Ебу Лехеб почна да го мават, го бувна во земја и го маваше додека дојде жена на Аббас и го ослободи на овај младич кој веруваше во Аллах џелешану. Не може да поверуват што се случи со нивните луѓе во Мекка. Во истиот момент, додека беше ова битка уште не завршена и додека заврши, пегамбер сам после битка на Бедар остана 3 дена во ова место, не се врати во Медина. Во Медина јахуд и мушрикун ширее пропаганда дека пегамбер алейхиссалам умре. Секогаш ова не застане тоа, ќе гледаме и понатака сега, ова е истава тактика од пред 1400 години и ден денеска истава тактика користење. Нема промена ке ними во тактика, само ќе гледаме промената е ке нас. Промената е ке ислам, ке муслимани. Ние сме се променали, тие не идиш, истите тактики користат. Дека пегамбер алейхиссалам умре, дека сахаби сите биле убиени, лом во Медина, ни тие нема никаков ахбар, нема никакви вести што се случи таму. Пегамбер алейхиссалам го прати на Зейд ибн Харис и Абдулла ибн Раваха. Зейд ибн Харис му даде камила од пегамбер алейхиссалам, касва, му рече одај со ова, земај го и на Абдулла ибн Раваха и ојте во Медина, обрадувајте ги што се случи. Тргнаме во пат, кога наближаа во Медина, видве Курейш, видве овие мушрикун и јехуд, камила на пегамбер алейхиссалам, Зейд ибн Харис на неа. Рекве, гледате, види Мухаммед, камилата дојде, Мухаммед е мртов, не дојде. Али како наближува овие двајца, Абдулла ибн Раваха и Зейд ибн Харис, како наближува, се гледаше во нивно лице, обратно од тие што кажуваат, се гледаше радост во нивно лице. Се гледаше победа во нивно лице. Кога влегува во Медина, ги обрадува дека ислам победи, дека пегамбер алейхиссалам и сахаби направија победа. Настана голема радост за верници, голема тага за неверници и за евреи во Медина. Пегамбер алейхиссалам, еден од заробените беше Ухбе ибн Муид. Колку се сеќавате, овој беше еден од тие што му стави таа тарбушина на пегамбер алейхиссалам од таа камила и што го удави со јажето што го даваше на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам нареди да го убиет Али радијаллаху ан на овај, му нареди на Али да го убиет на овај и на уште еден што му нанесува големо зло на верници во Мекка. Пегамбер алейхиссалам кога се врати во Медина, тие се думте заробеници сите бе врзани и дојде во Медина, седна пегамбер алейхиссалам со сахаби да прави шура. Што да се прави со овие 70 заробеници? Сите даде рај, Ебу Бекир даде еден рај, кој имат пари од нивни фамилии да ги откупиат. Некој од сахаби кажа кој имат некое писмо, кој позина некоја азбука, некој јазик да ги учи на сахаби. Омер радијаллаху ан рече секој еден што имат роднина од мушрикун да го убиет, јани. Секој еден што имат роднина, тој да го убиет, не некој други, својот роднина. Пегамбер алейхиссалам рече кој имат пари да ги откупит, кој мој да научи некој други јазик, следниот ден пегамбер алейхиссалам и Ебу Бекир беа застанати заедно, кога дојде Омер ги најде растажени и расплакани. Му рече, ја Расулуллах, што се случи? Веќе Аллах џелешану сношти вчера вечер ми објави курански ајет.
Во превод не е со наше мислење. Дека Аллах Желешану со мислење на Омер. Веќе Аллах Желешану ма кане ли небине и јакуну леху асра хатта юдхине фил ард. Не е вели добро, не е вели да Аллах Желешану на еден пегамбер да имат заробеници се додека не се рашири динот во цела земја. Не сме да имат заробеници. Продолжи после во ајатот, вие тежите кон животот на овој свет, барате за ними откуп. Али остана така теа нешто, пегамбер алейхиселам ги ослободи тие што ги откупие, тие што научие на некој муслиман ги ослободи, повеќето од ними прима ислам, додека беа заробени во џамија, додека беа затворени, повеќето беа во џамија на пегамбер алейхиселам за ступови врзани. Некој прима ислам, некој од кога беа ослободени, заминува па повторно се врашта и прима ислам и кажува не, ја примав уште во џамија, али не сакам да кажам дека од страв примам, избегал, ја ни го пуштиле па повторно се вратил. Во овој момент во Мекка една случка Сафван ибн Умеј во Амир ибн Вахб. Овие двајца мушрикун седеа во Кеаба и разговара еден помеѓу други. Амир ибн Вахб рече, се подсетуваа на мртвите нивни во Бедар и рече кога би мојот син е во заробеништво нивно. Рече имам многу долгови и нема кој да се грижи за моја фамилија. Ако ги решам мои долгови, има кој да се грижи за моја породица, ќе одам во Мека и ќе го убијам на Мухамед. Сафван му рече, одај, ја рече ќе ти го платам твојот борч и ја ќе се грижам за твоја породица. Вахб, значи Амар ибн Вахб тргна за Мека, зеде негов мач, тргна за Мека. Кога влезе за Медина, кога влезе во Медина, го дочека Омер, го фати, му рече каде ти адум во Аллах, непријател на Аллах, каде одиш ти рече? Рече дојдов да го откупам мој син. Влезе ке пегамбер алейхиселам, Омер му нареди на тројца енсари, чувајте го и седете му блиску до него. Имам шубе во овај. Пегамбер алейхиселам го праша зошто дојде, рече дојдов да го ослободам мој син. Друго нешто ништо. Рече кажува нешто друго. Рече ништо. Рече филан вечер седевте ти и Сафван. Пред Кеаба изборувавте овај, ја имам долгови, нема кој да се грижи за моја фамилија, иначе ќе одам ќе го убијам на Мухамед, тој ти кажа дека тој ќе ти го отплати долгови и ќе се грижи за твоја породица и ти си дојден да ме убиеш мене. И овај прави шехадет пред пегамбер алейхиселам, прима ислам, зеде негов син, отиде во Мека и правеше повторно даве во Мека на сите Куреш, да ги повикуваше во ислам. Во ова време пегамбер алейхиселам, како кажавме прошлите дерсови, направи еден договор со Бену Кајнука, овие Јехуд, овие евреи, кои беа жестоки непријатели на пегамбер алейхиселам, многу се растажие кога пегамбер алейхиселам победи во Бедр. Шасим ибн Кајс, ова е еден од постарите евреи, најпоган евреи, пушти еден младич ке Енсар, ке Аус и Хазреч, овие две племиња, зашто како кажавме овие беа вечити ривали, вечити непријатели пред ислам. Пушти ке ними овај младич и му кажа што да му кажува на ними. Почна да му читат поезија, да ги подсетвит на старите ратишта кога ги праве Аус и Хазреч, овие две племиња помеѓу ними, и ги запали ке ними тие џахилиетски чувства, Почне стана тие едни помеѓу други, почне да се гардат и реква ако сакате на мејдан со оружје повторно да се решиме. Сахаби, вчера победал на Мудаде, битка на Бедр. Али овие евреи знае како да запале тоеве чувства, ке овие арапи. Како денеска, ама овај Шас ибн Кајс не отиде сам пушти негов доушник, Како денеска многу ова тактика е користена. Не тој персонално, директно, него преку други, преку трети, преку пети, тоа што не е храбар, Јехуд. Пегамбер алейхиселам му дојде на Аус и Хазреч и му рече, вие рече се повиквите на даве џахилија, се повиквите на нешто од џахилијата, рече, а ја помеѓу вас овдека. И ги стиши пегамбер алейхиселам, ги смири овие нешто. Али во близку момент една жена, гледај се овие евреи денеска, ти се чудиш во телевизија зошто овие вака, гледај зошто. Една жена од муслимани беше во нивни сук, во нивни пазар. Ти има и голем пазар. Ове Бену Кајнука, тие бе малку оддалени од Медина, малку, близко. Има и нивни пазар, отиде ова жена во овој пазар и беше во трговија таму. Тие дојде кај ова жена и побараа да го открие нејзин никап, нејзин хиджаб. Таа не го откриваше тие со сила, како денеска, денеска, го вадит со сила, хиджаб, никап, го вадит со сила на муслиманки во Палестина. И ти се чудиш, не се чуди 1500 години, 1400 години стара работа, стар трик од евреи, стара финта.
Само денеска немат како тие муслимани. Како? Кога виде овде имаш еден муслиман, кога виде ова, на тој што и го повлечи незин хиджаб, стана и го уби овој муслиман на овој евреј. Стана евреј и го убие на овој муслиман. Дојде Амер ке пегамбер алейхиселам. Пегамбер алейхиселам реше од денеска се кини секаква веза со евреј. Денеска се прекини тој договор што го имавме со нив. Договорот се прекини. Ова Бену Кајнука, не Бену Курейза, не Бену Курейза покасно, но Бену Кајнука, друго племе. Пегамбер алейхиселам, а во меѓувреме пред да се деси тоа случка, пегамбер алейхиселам одеше ке ова Бену Кајнука после битка на Бедр и ги повикваше во ислам. Ги повикуваше во ислам. Тие се посмеваја со пегамбер алейхиселам. Му рекоа Мухамед, ти вчера, во битка на Бедр вчера, ти убиваше таму луѓе што не знаат да се борат. А ние рече, ако дојде да се убиваме со тебе, ние знаеме да се убиваме. Ние имаме 300 којнаници, 400 луѓе во комплет оклопи на ними во панцири. Вака му се закана на пегамбер алейхиселам. И кога се случи ова нешто, пегамбер алейхиселам ги собра сахаби, отиде во нивна тврдина. 15 дена ги обикола. Ниеден не слезе од овие 700 борци што ги имале, храбри многу што биле ани. После 15 дена се предадве на што ќе одлучи пегамбер алейхиселам со ними. Али кога дојде, заборавивме ова, кога дојде победа во Медина, кога се врати пегамбер алейхиселам, во ова време кога се прочу дека во Бедар поведе муслимани, прима наводно ислам Абдулла ибн Убеј ибн Селул, расул мунафикин, најголемиот мунафик, кога види дека халас муслимани поведе, прима ислам наводно и се пикна во ова работа. Дојде ке пегамбер алейхиселам сакаше да ги убие на сите овие од Бену Кајнука. Дојде тој ке ними рече, немој, ќе дојде тоа, јас се земам за ними, тие во моја заштита, тие мои пријатели, тие мој ова, и пегамбер алейхиселам, хукмот одредбата беше, све што името од богатство од оружје да настане ганимет за муслимани и тие да бидат прогонати од теа место. И тие се прогонаа од теа место, заминаа во место близко до Шам и останаа таму за брзо време, се уништи се ова Бену Кајнука. Исто така, еден од јехуд, Кааб ибн Ашраф. Овој беше најголемиот душман на пегамбер алейхиселам, на сахаби, на муслимани. Кога слушна за победа на пегамбер алейхиселам, битка на Бедр, помалу време замина за Мекка. Дојде ке Курейш. Почна да му дават храброст на ними. Му рече, соберете се, зошто дозволивте Мухамед да ве победи? Соберете се повторно да го уништите на него. Слична тактика денеска. Иста. Кога човек познат сира, иста тактика што користи денеска евреи и нивни луѓе што работат по нивна идеологија. Иста тактика. Денеска е време, денеска е момент. Соберете се. Овој правеше најгрди поезии за пегамбер алейхиселам, за муслимани и за муслиманки. Најпоше ги врежеше на муслиманки, на муслимани, на пегамбер алейхиселам на овој ден. Најгрди поезии имаше, многу силна поезија и ги грдеше со таа поезија. Еден ден пегамбер алейхиселам рече, кој ќе ми го донесе мене, кој ќе ми донесе глата, кој ќе го уништи? На Кааб ибн Ашраф. Стана Мухамед ибн Маслама. Мухамед ибн Маслама и Ебу Наиле. Овие двајца сахаби стана е повеќе, и овие двајца беа главните. Дојде ке овој Кааб ибн Ашраф и му рекоа на него да ни даеш борч. Рече, зошто ви немате? Рече, тактика, варка, војната е варка. Рече, нашиот пегамбер Мухамед не ни дава на нас садака многу. Ние сме мискини, се останаме, немаме ништо. Рече, што ќе ми дајте за залог? Рече, ќе го дајме за залог наше оружје. Рече, добро, тамам, вие мои пријатели, рече, од сега најдобри пријатели. Чим вие така со Мухамед недобри односи, со мене најдобри односи. Се договорија во една вечер да се сретне, да му го дај теа богатство, теа пари што му го барае во борч. Пегамбер алейхиселам оваа вечер ги испрати на Мухамед ибн Маслама и Ебу Наиле. Ги испрати до едно место, до Бекија, до гробиштата и малку погоре, правеше дуа за ними пегамбер алейхиселам и ги испрати. Ке ова е евреј, ова што го грдеше пегамбер алейхиселам овој ден. Ги испрати ке него. Кога дојдоа тие кај негова палата, викна од надвор. Викнаа со таков глас, ја Кааб ибн Ашраф. И тој ги позна по нивни гласи, сакаше да слезе долу, негова жена рече, немој да снебуваш. Рече, тие се мои другари, рече, ја ги знам име. Дам овој глас што викна, рече, крвта ми се смрзна во мој вени, ани. Од страф од овој глас. Овој глас не сака добро нешто. Тој слезе,
Застана со ними, почна да разговарат, тргнаа да се шетаат малку из улици. Мухаммед ибн Меслеме рече, чувствувам многу добар мирис имаш, рече, да, ова од најскапите мириси. Рече, дали може да го мириснам? Се доближа до негова глава. Го мирисна. Втор пат повторно, по малку време рече, дали може да го мириснам? Нам третиот пат, кога побара да го мирисне во негов мирис, се доближа до него, го фати за негова глава и му е скина негова глава. Пред да му се преши негова глава, пушти таков крик што цело теа место го слушна на него. Излегве некој од евреи и на еден од сахаби го рана малку јани. Али се вратие, кога ги види оддалеку пегамбер алейхиссалам како пред текбир и пегамбер алейхиссалам направи текбир и рече Аллах да ви ги просветли вашите лица. Рекој ја Расулуллах, твоето лице, Аллах да го просветли, твоето лице. И вака заврши овој што му се супростави на Аллах Желешану на овој дин на пегамбер алейхиссалам и сите на овој начин заврши кој му се супростави на Аллах Желешану на пегамбер алейхиссалам на овој дин на верници. Аллах Желешану да му олесни на сите верници денеска кои се во мака, во тегоба, во искушение. Сите вакви со вакви идеологии како евреи, денешни евреи и што имаат исти вакви идеологии, Аллах Желешану да ги уништи нивни породици, да ги снемат од ова дуња. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك